Ве чекам, господи. И вас ве чекам. Ајде, кренете ги рацете. Многу убаво. Нели е тоа кројач од Хасан? Што прави тука пред мојот дуќан, а? Ајде. Ајде, утре вечер ве чекам на проба. Ајде, довидување, поздрав. Што се случува, бе? Абе, тебе ти велам, ти уличен кројац си или што си, а? Што правиш пред мојот дуќан, бе, Хасан Ефенди? Ајде. Не успеа да ја земе девојката да полуде од инат. Тебе ти велам, кројачу Хасан, ајде собери си ги парталите од пред мојот дуќан, ајде! Господе, ќе ми пукне главата, господе. Беди ми нешто, командире, види човекот седнал пред мојот дуќан, што прави тука? Што ти гајле тебе, Џавар Ефенди? Дуќанот беше твој, ме исфрли, улицата ли е твоја, што се мешаш? Јас се мешам, кројачу Хасан. Не е дозволено ваква глупост. Ти имаш ум во главата? Ајде, собери ја тезгата. Зошто да ја соберам? Те разбрав. Тебе изгледа ти не достига ќелијата, така? Немој да ме нервираш, собери ги парталите. Ама јас работам, си печелам леп, никому лошо не му правам. Доста бе. Што правиш, бе, брате? Ми го уништуваш дуќанот. Хасан! Еве сега уште овој ни фалеше. Што се случува тука? Тебе ли ќе ти давам сметка, господине млекар? Има закон. Не може кројачот тука да работи. Собере си ја тезгата, ајде. Зошто не може да работи, бе? Тој не краде, работи. Да си сиромав не е срамота, мрзливоста е срамота. Командирот рече дека не може тука да работи, слушна? И што се мешаш ти, бе, Рабис Ефенди? А ти што се мешаш, Џабар Ефенди? Зарем ми завидуваш на неколку телири што ќе ги Хасан, испечелам, престани, а? тука ти велам, Хасан, престани. Чекај, бе, ќе дојде време, ќе платат сите за се. Сите. Ке даделе сметка? Имаш доверба во кајмакамот, господине млекар? Не му верувај многу на кајмакамот. Таа доверба од глава ќе ти се удри. Господине млекар, ти зобре водата тебе. И ти ја претера, командире. Не заборавај тоа што си го направил. Каде си, бе, ти, море? Ме остави сам и си отиде. Од сабајлете нема никаде. Извини, дедо. Имав малку работа. Ја заврши ли барем? А? Што? Работата. Не. Не успев да завршим. Море, ти имаш некоја мака. Не ми е ништо, дедо, добро сум. Ја знам јас твојата мака, ја знам. Сакаш да ти ја кажам? Кажи ми, дедо, што ми е? Ја сакаш ќерката на млекарот Рамиз. Зарифе. Дедо, од каде го водиш сега ова? Каква Зарифе? Јас го знам тоа. Добре што јас го знам, ама има и други што знаат. Што, како тоа? На Кој пример, знае? таткото на Зарифе, млекарот Рамис. Дедо, што зборуваш ти? Каква врска има сега млекарот Рамис со ова? Алекс, денес млекарот Рамис дојде да ме види. Донесе и млеко. Многу беше луд. Очите чудно му гледаа. А како чудно му гледа? Зошто ли го рече? Кажи му на внук ти, нека се држи подалек од ќерка, ми рече. И тебе те сакам, и Алес го сакам, ама вакво нешто не бива, така рече. Затоа ли не дојде? Дедо, ќе направат ли нешто на Зарифе сега? Ти не грижи се, бе, синко. Дедо ти ке среди се. Што среди, бе, дедо? Што направи сега пак? Што има да правам, бе, море? Што има да правам? Му реков дека си верен. Што? Му реков, Алекс е врзан. Заљубен е во една девојка од Скопје. Таа девојка се вика Софи.
Дедо, 6 месец има како што расипавме веридбата со Софи. Како ќе ја објаснам сега јас на Зарифе? И сега како јас ќе излезам од овој кал? Ме изгоре, дедо, ме изгоре. Што ти изгорев, бе? Што ти изгорев? То тука ти извадив од као. Ме разбираш ли ти, бе, море? Ме изгоре, дедо, ме изгоре. Зошто ти не ги уопсинив, командире? Директно те нападна кројачот Хасан и млекарот Рамис. Затоа што немаше да вреди. Ете, затоа. Како немаше да вреди? Јас ги апсам, кајмакамот ги ослободува. Зошто да ги ослободи, бе? Тие твајца буквално нападна државен војник на службена должност. Доста джабар, не туку треси глупости. Зарем не знаеш дека Рамис Ефенди и кајмакамот се блиски пријатели, а? Така ли? Така. Кајмакамот секогаш го штити млекарот. Не знам дали од тоа што го сака или има некаква корист од тоа. Не ми се верува. Каква корист може да има кајмакамот од еден сиромав млекар како Рамис? Нели ти кажав тебе за случајот со докторот Бегалец? Да, ми кажа. Јас некое време почнав да се сомневам во внукот на Рамис. Одеднаш се појави. Не се знае од каде дојде, а и однесувањето му е чудно. Агоп Ефенди тврди дека го видел како му го спасува животот на Бајтар Ефенди. Ама што? Ама секогаш оној кајмакамот излегува пред мене. Не сака никако да му се наштети на млекарот. Или пак нешто уште полошо ми доаѓа на умов. Што полошо, а? Кајмакамо да не е замешан во оваа работа. Господе! Господе! Што ти се случи, господине Джабар? Што направи? Ах, мојата луда глава! Што се трескаш себе си, човеку? Види, кога ја ранија вакиде, ти ме праша за намик, нели? Така е, И јас ти реков дека не знам. така е. А јас се сумневам дека тоа момче е докторот. Дојдов да ти кажам тебе, ама не те недов, затоа отидов јас кај кајмакамот. И што си барал ти таму, господин Джабар? Откаде да знам јас дека работите биле толку измешани? Добро. И што рече кајмакамот? Мислам дека рече дека ќе истражува. И ми рече немој случајно да му кажуваш на командирот Джезми додека не се осигураме. На никому рече да не кажувам. Знаев јас. Знаев. Како што мислев, така е. Значи сега кајмакамот сака да ги заштити и Рамис и Намик, нели така? Многу убаво ти текна, Джабар. Значи млекарот Рамис пак е куртуля, командире. Ти немој да се грижиш, господине Джабар. Одамна им зовре водата и на нив. Довидување. Дојди, Исмаил, дојди. Дај му го кафето. Види, Хасан, ова кафе е твое, напи се. Не, Рами сага, не ми сака душа. А пи го кафето, ќе најдеме некој решение. Сега Мере многу ќе се загрижи. После дечињата, Хасан, тебе ти треба еден дуќан. Како уличен кројач вака, не бива. дуќан треба Рами сага, ама јас немам такво нешто. Ќе размислам. Размисли Рами сага. Мислам... Ми текна. Ти текна ли? Дуќан ми најде? Аха, дуќан најдов. Еден убав, опремен дуќан на убаво место ти најдов. Навистина? Види, навистина ли ме прашува? Имаш ли ти бе памет? Имаш ли памет во главата? Од каде да ти најдам јас дуќан тебе бе? Јас друго нешто најдов. Што најде Рами сага? Види сега, додека собереш пари за да ја платиш киријата за дуќанот, работи заедно со мене. Како ќе биде таа работа? Заедно ќе разнесуваме млеко. Млекар! Не можам, Рами сага. Тоа што го печелиш едва и за тебе. Хасан, колку дал Господ, толку. Јас одлучив. Утре почнуваш со работа и толку. Ајде. Рами сага, како ќе ти се одолжам јас тебе? Ќе се одолжиш, лаву, Хасан. Ајде, пи го кафето, напи се, освежи Да си се, напи се. Ајде да Да си видиме. жив. О, Агоп Ефенди доаѓа. Здраво, господа. Здраво живо, Агоп Ефенди. Здраво живо. Слушнав се што се случи. Знаете ли?
Хасан за нас зборува. За нас. И двајцата бевме замешани. Кутрите селани не знаеле што ги снашло, да знаете. Се уплашиле. Ти зашто зборуваш, бе? Што бе, не слушнавте? Што? Синоќа го нападнале селото Хаджилар. Како го нападнале? И село Хаджилар, како го нападнале, бе? Доцна, во ноќта, деавајќи ги коњите, пукале со оружје и дошле до селото. Децата, жените, сите плачеле, не бирајќи мажи. Жени, сите надвор ги извадиле. Ќе ги убиеле сите без трошка милост. Види ги нив ти безмилосници. Ама после се случило нешто многу чудно. Што се случило? Од темнината на ноќта, од маглата излегол еден јунак на конј. Види. А, влегол во целата гужва и еден по еден ги турнал сите на земја. Имал еден многу лош поглед, сите што ќе го погледнале, сите се треселе од страв, мислам дека. Се уплашиле, не знаеле каде да бегаат. Како ги наполниле гаќите. Добро. Кој бил овој борец? Лицето му било покриено со некоја црна шамија. Црна шамија? Само очите му се гледале. Види. Селаните сега не знаат кој е. Се собрале околу него и го прашале како се викаш бе. Како се викаш бе, јунак? Им кажал ли јунакот? Е како дошол, така исчезнал во маглата. Си отишол. Види. Има ли вести од Истанбул? Пред малку дојде една вест, командире. Јас многу сакав, многу да ви израдувам. Утре од Саба или во Македонија во населеното место Песочан ќе пристигне задолженото лице за утврдување на идентитетот на докторот Мустафа. Превземете ги потребните мерки. Кајмакамот не знае за оваа телеграма, така? Не, господине, како што наредивте, бевме таинствени. Сега си готов, доктор Мустафа. Од овде ќе земам Орис јас. Добро. Здраво живо. Здраво живо, повелете. Триоки Орис ќе земам. Која си ти? Што сакаш ти од мене? Ти си тој, нели? Зашто зборуваш, јас не те разбирам. Ти си тој, те препознав по очите. Што сакаш од мене? Ти донесов една вест. Од брат ти и неговата чета, така ли? Не, тие ништо не знаат. Ако дознаат дека сум кај тебе, ќе ме убијат. Што сакаш, кажувај бргу. Ќе нападна друго село вечерва. Вечерва ли? Кое село? Сестра ми ме бара, морам да одам. Вечер дојди покрај реката и таму ќе ти кажам. Бахиде. Сакате ли уште нешто? Не, Мехмет Али, благодарам. Одиме, ќамуш. Утре дојди на време. Немој да задосниш. Добро. Рами сега, Молам, ќе кажам нешто. кажи. Сега, нели останав без работа? Нели тетка Фатма не сака да се земам со Хатидже? Сега ако... Што тоа? Ако не спречи, Абе, кој е татко на Хатидже? Јас ли сум или Фатма? ти си. Тогаш е па? Добро. Ајде, ќе ја убедам јас, ајде. Хајде да си жив, Рами сега. Ќамуш, како да ја натерам Фатма, а? Ајде, одиме. Вахиде, почекај малку. Што се случува, Вахиде? Јасно е, се виде каде си бил синоќа на миг. Каде
Каде си ти бе, мажу? Каде си Ете, ти, а? дојдов. Зошто ме тераш да чекам пред врата, а? О, девојчињата ли ме чекале пред врата? Татичко, О, татичко. девојчиња мои, дојдете, керкички мои, дојдете. Ти што ме чекаш пред врата? Ти знаеш зошто чекам? Знам, имам убави вести. Добро. Зарифе, Душо, каде е моето убаво девојче? Ти кажи ми прво мене, бе човеку, зошто ја викаш нејзе? Нели ми е ќерка? Ја викам, моја Зарифе. Убава ќерко, дојди убава моја. Еј, што ти е тебе, бе? Душичката моја немала никаква вина. Толку ти велам. Душо моја Со Зарифе. своји очи видов ти велам. Го гушна тоа момче ти велам. Не ми веруваш? А? Што? 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 Зарифе. Што зборуваш? Зарифе, излези да зборуваме. Тато те вика? Јас подобро денес да не се моткам многу наокол. Тогаш сокри се под масата. Немој да се шегуваш, сестро. И онака татко, ако ме види, ќе ми ги истрегне ушите. Зарифе! Зарифе! Дојди. Дојди да те бакнам, дојди. Што се случи, тато? Ти молчи. Јас го прашувам. Што се случи? Јас денеска отидов кај Бајтар Ефенди, нели? Тој ми рече дека помеѓу Зарифе и Алекс, освен пријателство, нема ништо друго. И тврди дека не можело ни да има. Така ми рече. Токму така. Бајтар Ефенди ти рече, велиш, а? И му веруваш, а? Точно му верувам, види. Ама има и нешто што не знаеш. Ајде, кажи ја работата. Колку дена те притискаме, бе? Зошто не ја кажа работата? Ајде, кажи, Алекс. Алекс? Алекс бил верен. Што? Така ли? Алекс верен бил, а? Така, со една девојка од Скопје. Името Софи било. Да, Алекс е верен. Софи. Верен. Така ли? Алекс верен ли бил? Софија, од Скопје била? Добро, убава ли била? Многу убава била. Сега се смирив ли јас? Ти смири се. Остави ме јас да се смирам и ќерка ти нека ни се смири. Ајде, ти тури ми вода на рацете. Барем да си се освежам. Ајде. Ајде. Имал вереница Софи. Се ми кажа, само тоа не ми го кажа. Не знам, земјата се вртела околу сонцето, не знам пи бројката, па ме сакал. Лашко, расипан. Ние овде ќе пукнеме од мака, а тој оди да се среќава со бугарски девојки. Како ли му поверував дека ме сака? Ме гледаше право во очи, затоа му поверував. Ама што ако е друга работата? Што ако јас погрешно сум разбрала? Што ако Мустафа има врска со таа девојка? Господе, татко ми ме даде на мојот Хасан. Мајка ми се спротиставува. Што ако се предумисли татко ми? Што ако не направиме свадба? Господе, те молам дај малку милост на мајка ми. Некој фрла со камен. Така ли? Ете пак фрли, не слушаш? Аха, да, сега и јас слушнав. Стани. Твојот дојде изгледа. Камен фрла на прозорецот. Мојот Хасан ли дојде? Тој дојде. Хатиđe.
Овој не е Хасан. Не е Хасан? Да не е намик? Вахиде! Зарифе! И тој не е. Кој е? Не знам веќе кој. Што се случува? Зарифе! Оди си од тука. Зарифе, само нешто да ти кажам и ќе си одам веднаш. Оди си од тука. Знаеш ли зашто дедо ми рекол така? Сакаш ли да ти кажам? Не сакам ништо да ми кажеш. Ајде, оди си од тука. Морам да ти кажам дедо ми зашто рекол така. Што? Оди си, ајде. Слушам некакви гласови. Станувај, Рамис Ефенди. Рамис Ефенди, станувај. А што е, бе? Молчи. Слушам некакви гласови. А? Јас не слушам. Јас слушам, ти велам, ајде стани. Стани, Рамис Ефенди. Немој случајно да дошол сиромавиот паша. Ајде стани. Девојчиња. Оваа работа заврши одамна, Зарифе. Татко ми се разбуди, татко ми. Татко ти ли? Гулапчиња мои. Татичко? Спијат. Полуде оваа жена, полуде. Спијте, гулапчиња мои, спијте. Што се случува? Што гледате така? Ништо не се случува. Нема ништо, бе. Девојчињата си спијат. Не грижи се. Добра ли си, Фатма? Ги реши проблемите, викаш, а не се реши, а сите ни стојат над глава. Те фати инает, го даде кутрото девојче на сиромавиот кројач и после ми викаш дали сум била добра јас. Фатма, сакаш нешто да ти кажам? Кажи, што има да кажеш? Тој Хасан беше сиромав, нели? Точно. Точно. Хасан е малку луд, нели? И тоа е точно. Ама да ти кажам ли овој луд какво срце има? Какво срце има тој? Овој луд ја сака многу нашата ќерка. Без неа умира. И нашето девојче го сака овој лудиов. И таа умира без него. Не гледаш ли, бе, Фатма? Не се раздвојуваат двајца заљубени. Греф е. А тебе љубовта те храни, а? Гладен го рани ли гладниот? Фатма, Што? ме сакаш ли мене? Што? Ме сакаш ли мене, те прашувам. Јас дали те сакам тебе? 25 години помина. Од каде ти текна сега тоа да ме прашуваш? Дали ме сакаш, те прашувам. Јас дали те сакам, а? Еве 25 години јас ти ги перам малиштата. Точно. 25 години јас ти ја чистев куќата, јас ти ја молцев кравата, 5 деца ти родив, сите ги хранев јас ги израснав и дали сум те сакала. И тоа е точно. Добро. 25 години чистам нечистоти на животните. Зошто? Затоа што те сакам. Ете затоа. И тоа е точно. 25 години ја ставам главата на иста перница.
Јас дали те сакам? Кажи, дали те сакам јас тебе? Јас тебе те сакам. Ти си мојот сопруг, столбот на мојата куќа. И јас многу те сакам тебе. Фатма. Фатма. Сакаш ли нас да не разделат? Не дај Боже, не дај Боже. Не дај Боже. Значи, ваква е љубовта, Фатма. Тој лудиот Хасан ја сака нашата ќерка, а и таа го сака лудиот Хасан. Греф е да се разделат двајца влюбени. А? Моја убава жено. Мора да ме послушаш. Кажи ми, кое село ќе го нападнат? Селото Софулар. Зошто ми го кажуваш ова мене? Зошто да ти верувам? Ти кажувам за да одиш да ги спречиш. Ако ти не ми поверуваш, вечер ќе ги убијат и малите бебиња. Ајде, одете, одете, ајде. Трчете. Ајде. Побргу. Ајде, одете. Ајде, одете. Трчај. Ајде, одете. Легни долу. Долу легнете. Легнете долу. Долу. Легнуваме долу. Долу Не легнете. мрдај. Не мрдај. Помоли се за последен пат. Димитри! Димитри! Кој пукаше? Видовте ли? Иван! Виде ли, Иван? Не видов, брат! Не видов! Кој е овој, бе? Кој пукаше? Дека се појави. Онаму, онаму!
оружјето, инаку ќе го убијам Димитри! Фрлете го, ви велам! Кој си бе ти, бе? Фрлете го оружјето! Кој си ти? Ќе го убијам, ви велам! Уби ако убиваш, бе! Дојде кајмакамот? Не, господине. Добро. Ни дојде гостинот. Да. Дојде. Известете го кајмакамот. Кажете му дека од Истанбул ни пристигне еден многу важен гостин. Ве чекаме да не почестите со вашето присуство. Добре, дојдовте. Добро ве најдов. Повелете да влеземе внатре. А сега, како што се договоривме, земи еден човек со тебе и донеси го млекарот Рамис и неговиот внук, ајде. Мазлум! По мене! Ајде, ајде. Добро утро, господине Кајмакам. Добро утро. Што има? Командирот ве чека во државниот конак. Од Истанбул имаме еден многу важен гостин. Од Истанбул ли? Добро, веднаш доаѓам. Рамис ага! Рамис ага! Рамис ага! Добро утро, тетко Фатма. Добро. Ти ја сакаш мојата ќерка, нели? Тетко Фатма... Хасан, ти многу ја сакаш мојата ќерка, нели? Рамис ага... Знаеш ли ти што вика Рамис ага? Дека не смее да се раздела двајца влюбени. Тетко Фатма... Немој ти мене, тетка Фатма. Ти од сега ќе ми се обраќаш со мамо Фатма. Вакни ми ја раката да видам. Мамо речи вака... Мамо Фатма... Мамо Фатма... Мамо Фатма... Мајко Фатма... Тато,
Татко Рамис! Татко Рамис! Татко Рамис! Татко Рамис! Убава керко моја. Татко Рамис! Татичко. Ајде, нека ни е со среќа! Убава керко моја. Тато? Пријатен ден, Рамиз Ефенди. Пријатен ден? Заедно со вашиот внуки треба да дојдете со нас. Што, не, каде да дојдем? Кајмакамот викна. Рече итно да дојдете. Кајмакамот не викал. Јас помислив дека е нешто важно. Ќе дојдеме заедно. Ние ќе одиме па ќе се вратиме. Ајде. Катиче моја. Ајде, ајде. Тато. Ајде да видиме. Намик. Ајде, Намик. ајде да влеземе внатре, ајде. Ајде, ајде. Хасан? Ајде, ајде помини. За убаве, господине млекар Рамис. И на вас? Што е? Што се случи? Имате гостин од Истанбул? Не разбрав. Ке разбереш. Нас не има на око. Си прави бајрам сумот. Што се случува, командире Джезми? Добре дојдовте кај Макаму. Зошто? Што се случува, командире? Повторно Рамиз Ефенди, повторно внук му. Веќе го изгубив терпението. Смирете се, господине Кајмакам. Наскоро, многу брзо ќе се дознае сигурно дали ова момче е докторот или не е. Молам? Пред една недела пуштив телеграма во Истанбул, каде го искажав своето мислење. Тие видоа дека е потребно да испратат човек во Песочан кој би го препознал докторот Мустафа. Што? Како можете да направите такво нешто без да ме прашате? Не се вознемирувајте, господине. Кајмакам, ако ова момче е намик, како што вели лекарот Рамис, тогаш нема потреба да се вознемирувате. А ако е тој, докторот Мустафа, како што предпоставувам, тогаш правдината ќе излезе на виделина. Повелете. Гостинот не чека внатре. Повелете. Повелете. Добре дојдовте кај Макаму. Зошто? Што се случува, командире? Повторно Рамиз Ефенди, повторно внук му. Веќе го изгубив терпението. Смирете се, господине Кајмакам. Наскоро, многу брзо ќе се дознае сигурно дали ова момче е докторот или не е. Молам? Пред една недела пуштив телеграма во Истанбул, каде го искажав своето мислење. Тие видоа дека е потребно да испратат човек во Песочан кој би го препознал докторот Мустафа. Што? Како можете да направите такво нешто без да ме прашате? Не се вознемирувајте, господине. Кајмакам, ако ова момче е намик, како што вели лекарот Рамис, тогаш нема потреба да се вознемирувате. А ако е тој, докторот Мустафа, како што предпоставувам, тогаш правдината ќе излезе на виделина. Повелете. Гостинот не чека внатре. Повелете. Повелете.
Повелете, господине. Тука е осомничениот за кој мислевме дека е доктор Мустафа. Ве молам, може ли да кажете кој е човеков, господин Ахмет Мумтаз? Жал ми е, команданте. Но овој човек не е Мустафа. Што? Ако не е, кој е? Ако не е, кој е? Кој е? Како е можно? Жалам, но така е, команданте. Овој човек не е доктор Мустафа. Не ете! Значи така? Команданте Джезми, може да излезете. И вие, Джабар Ефенди. И вие. Джабар Ефендија, сакам нешто да ти кажам. Хасан и Хатиџе ќе се земаат. И тебе ќе те чекам на свадба. Мустафа. Музафер, брате. Музафер, брате. Дилавер. Добро, вие двајца се знаете ли, бе, деца? А? Секако дека се знаеме, Чичко Рамис, како не се знаеме? Значи, кога зборува овој Джезми толку многу ме нервира, ми се смачи, бе, се изморив. Уш. Значи уби го ако го убиваш. Ѓорги, сега ти ќе цркнеш. А ти да беше што би направил, Димитри? Не би ме убил. И онака сега ќе те убијам, Ѓорги. Чекај, Димитри. Чекај. Што правиме ние? Наместо да се расправаме со тоа што треба, ние се караме меѓу себе. Иван е во право. Спуштете ги пушките. Испративме телеграма до Истанбул. Дознавме дека викнале во Македонија некој што те познава тебе. Тој беше некој од нас. И го изневеруваш единството и прогресот. Ахмет Мумтаз. Ахмет Мумтаз. Музафер, брате. Што е Ахмет Мумтаз? Као да одиш вака доцна во ноќта. Ти Ахмет Мумтаз го предаде нашиот брат Мустафа, нашата унија на напредокот. Ама до тука, Ахмет Мумтаз. Значи се разбра што е. Се разбира, Чичко Рамис. Ти благодарам, брате. Го ризикуваше својот живот за мене. Каков е тој збор, Мустафа? Ние сме браќа. Дури и поблиски од браќа. Во ред, да не седиме повеќе овде. Джезми ќе се посомнева. Така. Сирот млекар како мене воопшто не треба да остане овде. Што му е работа на млекарот? Што е, Чичко Рамис? Млекар! Да продава млеко. Ајде ние да си одиме. Мустафа, ако сакаш ти оди со Чичко Рамис. Јас ќе го однесам Музафер дома. И ти навечер скришно дојди кај нас. Како ништо не се случило. Сите заедно. Дојди да те бакнам. Полека. Дојди, брате. Ајде, оди намик.
Намик! Каде остана татко ти? Не знам, мајко. И јас не знам. Па и јас. Ти не знаеш, јас не знам, кој знае? Јас од каде да знам? Што правите вие таму? Го чекаме Рами Сага, мајко Фатма. Нели тој ме прими на работа? Така е, те прими на работа. А зошто? Зошто Джабар те избрка од работа за тоа? Поранешен шивач, нов млекар. Не е вели така, бе, мајко. Добро де. Пријатен ден, Ќамуш. На здравје. На здравје. Јас сум Хасан. Млекар Хасан. Поранешен шивач, нов млекар Хасан. Сега веќе заедно ќе работиме. Хасан? Ќамуш го разбира само татко ми. Ај. Што ќе правиме сега? Не знам што ќе правиме. Не знам ни јас. Полека, полека. Само со добро. Добар ден. Да сте живи и Алейкум здрави. селам, команданте. Што се случи, команданте, намурден си? Ти гледај си работата. Што да ви кажував јас? Одеднаш се појавил и кога го виделе, веднаш сите ги снемало. И како изгледал? Волку бил висок. Абе, таков стрелач бил што дури и мува во темница, мислам дека тепал. Здраво, живо, господа! Повели, седнете, повели, Повели, ајде. пи едно кафе од нас. Не, не треба да се вратиме дома. Повели, што се случи? Рано наутро не викна за нешто безпотребно, поради некој си непотребен. Некој многу неважен. О, команданте Джезми, Джабар Ефендија, види, додека ми текнало да ви кажам дека Намик дојде кај нас. Не верувавте? Сега повторно да ве запознаам. Джезми командантот, внук ми Намик. Месарот Джабар, внук ми Намик. Значи како било? Значи Намик дошол кај нас. Пусти ме мене, Рамис. О, полека малку, команданте. Мислам дека е доволно ова, нема потреба да користиме сила. Вие се силите со кајмакамот. Да не беше тој, јас знаев што да ви направам. Што би ни направил команданте Джезми? Кажи. Ке те обесев надарво, господине млекар. Ајде да одиме, Чишко Рамис. Овде станува жешко. Одиме, Намик. Команданте, Што е? вчера вечер бугарските разбойници нападнале уште едно село. Ама Кара Капаклијата повторно бил таму. Ги суредил сите разбойници. Нели ви реков, бе? Тој јунак ги средува са сите овие работи.